Новото име целосно да се усвои за внатрешна и за надворешна употреба, но дури по интеграцијата на земјата во Европската унија. Да не постои задолжителна промена на уставот, да нема ексклузивно за термините македонски и Македонија за економска употреба. Новото име да се користи непреведено или преведено по избор на секоја страна. Ова се дел од точките на пакетот на идеи на медијаторот Метју Нимиц што го објави денеска весникот Товима. Она што предизвикува најголемо внимание во така наречениот сет на идеи на Нимиц е делот за јазикот, каде се предвидува тој да биде македонски, напишан на латиница, но без превод. Во однос на поканата за членство во НАТО, Нимиц предвидува сите земји до официјалниот датум до кој Македонија ќе стане членка на НАТО да почнат да го потребуваат новото официјално име. Македонија пак по азбучен ред ќе биде заведена под буквата М, пишува Товима. Според вестникот, петте предлози доставени до преговарачите на 17 јануари се Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, Република Вардарска Македонија, Република Нова Македонија и Република Македонија Скопје. Но бидејќи за представување на неговите идеи, Нимиц го користи името Република Горна Македонија, вестникот пишува дека тоа е името што неофицијално го договориле двете страни. Во однос на економската употреба, Нимиц ја споменува клаузулата на неексклузивност при употребата на изразите Македонија и македонски и ги повикува двете страни да дојдат до взаемен договор, што ќе може да се спроведе на сите јазици за употребата на овие термини. Според Товима, во однос на опсегот на употреба, Нимиц предлага процес во неколку дела. Најпрво усвојување на советната резолуција за новото официјално име од Советот за безбедност на Обединетите нации, дека тоа ќе се употребува во сите официјални документи. Товима додава и три забелешки. Прво, дека самиот термин Македонија во непреведена или преведена форма Скопје нема да го користи како официјално име на државата во ниедна рамка. Второ, дека термините поранешна Југословенска република Македонија и ПЈРМ ќе престанат да се употребуваат во контекст на Скопје. И трето, а се чини и најважно, терминот Република Македонија ќе продолжи да се користи за внатрешна употреба се до датумот за членство во ЕУ, пишува Товима.